27 фирми секојдневно одат во стечај поради високите сметки за струја. Најголем дел од затворените фирми се од трговија, сместувачки капацитети и преработувачка индустрија, но и од градежништво, транспорт и складирање. За ублажување на последиците од кризата, државата воведе неколку мерки и стимулации, но бизнисмените велат дека тоа не е доволно. Цената на струјата и натаму останува најголем проблем за сите. Со оваа тенденција известно е дека таа ќе урива уште фирми, бидејќи во ризик е целиот систем. Што може да се случи, никој не може да предвиди, но државата мора да помогне на стопанството. Едногласни се од стопанскиот сектор. Постојаниот тренд на поскапување на енергенсите имаат големо негативно влијание, па некои компании се затвораат бидејќи не можат да го издржат притисокот. Заедничката оценка на компаниите е дека енергијата и кризите што ги придружуваат ја исцрпиле нивната кондиција и дека се во алармантна ситуација бидејќи ќе се соочат со условите што ќе следат зимава. Вели Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. На ова реагираат и од Стопанската комора на Македонија. За да се стабилизираат компаниите финансиски, треба да го подржат изборот за користење обновливи извори на енергија, да субвенционираат сметки за струја и да понудат струја на стопанството од државните централи по поволна цена и количина. Предупредува Бранко Азески. Во меѓувреме, само поради превисоки сметки на струја, секојдневно во државата клучна врата ставаат по 7 фирми.